40 и 40 е еднакво на 80, 54 плюс 33 е 87, 30 и 20 се 50, а пак 2 по 2 се 4. Врти како да вртиш. Во Македонија се врти околу бројки. 120 е пратенички места, 25 или 32% албанци, евро за дворче и дивоградче. Се брои или брои, множи и дели, собира и одзема, се мерат рейтинзи и сето тоа само во бројки. Македонија има најдобри математичари. Немам видено досега лидери, премиери и председатели да не ја владеат добро математиката. Мора се да е по китапот. Секој се бори во земјава да дојде на власт, па да може раат тој да пресметува, да биде во централниот дел на клупите, да крои математика, список да види, да полни буџет, раат да седи, да види каде и што може да поскапи, одземе, додаде, надгради или пак прошири во ружи и тупаници. Може би веќе и се прашавте, која ми е пак сега поентата. Земјата ја движат чудни закони, опасно ме врти Наташа опет. Можем да прифатам кога се прават стратегии за никакви си владени опозицијски, наводно антикризни инекции против сиромаштијата, па тогаш народот да биде ставен во бројка, да го делат, множат и собираат. Но иако се трудам, не може да прифатам кога во една земја, навиду мултиетничка како нас, за најбанални појави граѓаните се делат на бројки, кога се водат битки, чии процент е повеќе. Секој пат кога тоа ќе го чујам, коса ми се крева нагоре. Ке прашам дали ние граѓаните сме на покер маса, да ке речето, но никој не прашал дали сакаме да бидеме на таква маса. Не е точно, одма ќе ви одговорам. Велат кога доаѓа јајцето не се бира време и место. Токму така и со нас. Не прашуваат политичарите, но ние не читаме меѓу редови. Може би не секој пат пред да седнат, но пак затоа на секој 4 години тука се со план програма. Не прашуваат и ветуваат. Ке не било подобро во иднина, се печати или печати. И тие се во бројки. Ете, пак почнав со бројките. Како и да е, две се пораките кои сакам да ги испратам. Една е до граѓаните, а другата до нашите математичари, политичари. Кога можат и покојните кај нас, зошто да не и ние? Секој од нас, драги граѓани, има можност јасно, прецизно да одлучи на која покерска маса ќе сака да биде седнат. Повеќето очигледно е дека нема правила за да седнеш на маса, можеби со и без пари, со предлози за поскапувања, па се до споменици. Едноставно, нели, што би рекол еден политичар, може со се и се што. Само пресметај, помножи, седни и скалкулирај јако, за да издржиш цели 4 години на таа маса. Пуста маса со 4 страни и вообичаено 4 играчи. Втората порака ми е многу појасна и многу повеќе ме загрижува од првата, затоа што се плашам дали ќе разберат политичарите мојата математика, затоа што и колку пари требаат за да се скрпи еден цел месец. Со најпрости зборови за да ме разберете, вашата домашна математика не излегува на пазарот. Се подалеку и подалеку од реалноста, изгора на тоа, пак ние граѓаните виновни, ништо не сме разбирале. Скромно и без многу луксузи, со фактури од 4000 денари за парно, од 4 до 6000 денари за електрична енергија во зимски период, минимум за вода 500 денари, хигиеничарка и лифт 200, килограм шеќер 60 и шише зејтин со фрапантни 100 денари и смешна сума од неколку илјади денари плата или пензија може да се издржи. Ако сметате дека можете, бујром повели, издржи и прекрпи крај со крај во месецот. Значи, во голема заблуда сте. Многу јасно. Константно имате проблем со таблицата, а латката што собирате и одземате, па затоа мава само и само на минус. Никако и по толку години независни да отидеме во граѓански плюс. На народот совршено, ама баш ич не му е гајле, дали буџетскиот дигитрон вие со вируси, бактерии или што ти ја знам друго. Не го интересира дури ниту дали дигитронот бил европски или во проектот Ет Македонија. Народот сака пари, работа, подобар стандард, сака да го мине месецот без проблеми, сака економија. Со просечна плата од 250 евра или 17.000 денари, армија невработени, енормно поскапени комунали и прехранбени производи не може да се прекрпи.
едноставно не стига. Кога веќе на масата се во игра секогаш преродбеднички трноружачки предлози, тогаш дајте не го заборавајте народот, тој што ве избрал, поставил и дал амин да пресметувате. Дајте барем едни од вас не да го подобри, туку барем да го одржува во живот стандардот на граѓаните. Да, повисоки цени на се, но и плати да се подобри стандардот, а нормално тоа да не биде единствено само за време на изборните лудила.